Какви се вашите оценки за реформскиот процес во земјата? Колку имаме квалитетни реформи и кои се клучните реформи за земјата да ја убеди Европската Унија дека можеме да бидеме дел од европската семејство? Добро вечер. Le processus de réforme est en cours. Реформскиот процес е во тек. Il est particulièrement important. И многу е важно. Et c'est un très lourd agenda. И знам дека станува збор за обемна агенда. On peut dire que soit le verre est à moitié plein. Може да кажеме дека или чашата е до половина полна или е дека половина празна. Mais il est vrai qu'il se remplit. Но точно е дека чашата постојано се полни. Rabotata et votek. Il est très important que une série de lois. Но и многу е важно што серија на закони кои што се уште се во собраниска процедура да се разговара за нив, но и да бидат изгласани. И тоа во 4 приоритетни области, а тоа се реформа на јавната администрација, борба против корупцијата, судството и тајните служби. За ова прашање оставам на јавноста да расудува во однос на она што беше направено за нивно спроведување на теренот, затоа што реформите се текстови, но тоа подразбира и нивно спроведување конкретно. Се разбира дека ќе бидеме мощно внимателни за усвојувањето на тие закони, закони кои што малку каснеа поради предвидените агенди, но времето може да се надокнади. И токму тоа ние го посакуваме. Но постои еден друг квалитативен аспект, а тоа е спроведувањето на истите на терен. И ќе се оценува целината на сето ова во месец јуни и ќе биде оценето од страна на сите држави членки на Европската Унија врз база на извештајот кој што ќе биде подготвен од Европската комисија. И ние со големо внимание го очекуваме истиот, со симпатии, но и со навистина добро наблюдување на истиот. Имаме ние експерт кој што работи во секретаријатот за европски прашања кај подпредседателот Османи. И во моментот подготвуваме 3 семинари кои што ќе овозможат на овој секретаријат во најдобрите можни околности да ги почнат преговорите за членство. Во последниот период Франција е резервирана околу проширувањето. Какви се шансите земјата овој јуни да добие зелено светло од Европската Унија? Работата е во тек, како што ви кажав, и не може сега предвремено да предвидуваме, затоа што тоа ќе зависи од таа реформска агенда, но и пошироко, генерално од политичката клима, но и генерално од климата за стабилизирање на земјата, затоа што нашето јавно мислење, особено во пресрет на европските избори, очекува многу во однос на развојот на состојбите во Западен Балкан. И во моментот Северна Македонија го даде добриот пример со постигнувањето на Преспанскиот договор. Тоа беше мощен позитивен елемент и искрено се надеваме дека председателските избори ќе се реализираат во добра клима. Изборите ќе бидат праведни, без манипулации и дека ќе бидат правични. И
Одржувањето на добар диалог помеѓу опозицијата и владата е фактор за стабилизирање на состојбите околу генералниот интерес, околу стратешкиот интерес, односно отварањето на преговорите. И дали треба само да се сконцентрираме на месец јуни? Не знам, прашањето е се уште отворено, затоа што ќе се одржи и друг Европски совет во месец октомври, и ако се оцени дека законодавната работа е недоволна, тоа не ќе значи дека ќе се случи крајот на светот, но треба сите да разбереме дека треба сите да помогнеме за да се стигне до крајната цел, односно земјата да биде спремна и зрела за отворање на преговорите во јуни, и најважен момент ќе биде почетокот на состанокот на земјите од Европската Унија, таа меѓувладина конференција која што треба да се случи пред крајот на 2019 година. Веројатно ќе треба на тоа да се сконцентрираме, земјата е на добар пат, и уште еднаш ќе кажам дека ќе треба да се надополни чашата која што е полна само до половина, и знаете, тоа не зависи само од државите членки, туку зависи и од граѓаните на Северна Македонија да направат се што треба, и уште еднаш ќе кажам дека Франција е спремна да помогне на тој пат. Патот сега е ослободен со постигнувањето на Преспанскиот договор, односно е без пречки, но ќе треба и сите други услови кои што другите земји веќе ги исполнија. Станува збор за прецизни критериуми кои што јас претходно ги посочив, но исто така и критериуми од општи интерес и политики во однос на генералната клима во земјата, за да може да се докаже дека Северна Македонија е предност за Европската Унија, а не дополнителен товар. И за тоа ќе ви кажам дека вие сте на добриот пат.